Овча сипаница се шири во истокот. Ново жариште е регистрирано во селото Соколарци во општината Чешиново-Облешево. Потврдени случаи има и во Куманово, Делчево и Свети Николе, а во претходниот период жителите тврдат дека ваков случај имало и во Трло во селото Саса во Македонска Каменица. Денеска угинатите овци беа закопани на посебно одредена локација меѓу селата Соколарци и Жиганци, согласно мерките за спречување на ширење на болеста. Градоначалникот Јорданче Костадинов апелираше граѓаните да бидат смирени. Јас би сакал да апелирам до граѓаните на општина Чешиново-Облешево, особено до населените места кои што сте во тој регион, што го зафаќа регионот на село Соколарци, да бидат смирени во овие моменти пред се, да дозволат институциите на системот да си ја работат својата работа. Сите неопходни активности за најбезбедно отстранување на тие животни од трлото кај сопственикот ќе бидат направени во координација со институциите на државата, со Агенцијата за храна и ветеринарство, со Инспекторатот за животна средина. Сме постојано на терен и даваме максимална поддршка на сите активности кои што треба да се преземат за овие животни кои што ќе бидат во меѓувреме убивани од страна на ветеринарните служби, соодветно да се третираат и складираат на најбезбедни услови и нема потреба ниту еден граѓанин да биде загрижен за тоа дека ќе му биде загрозена или пренесена болест. Значи се е под надлежност на службите, на ветеринарните служби, на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во соседното село Жиганци селаните се вознемирени по појавата на болеста во Соколарци. Благојчо Димитров, кој е единствениот што чува кози во ова село, вели дека ветеринарите веќе дошле кај него и зеле примероци од животните за да проверат дали се здрави. Дојдат докторите, без кај крв има. Толку они ќе јават. Нема се кај мене. Ништо немам стока, немам. Ништо се, јас чуваше крави, фана ми болест и уништија кравите и готово. Тоа ти. И што ми униште цело стадо и други што им испродадат и кај нас за тоа стока нема. Те од тие болести што и направија за јазлеста кожа, за кравите, што е фана, понапред ништо ја цело стадо, дека е фанато. После тоа, ајде, кои се болни, тие ги ништат, здравите ги остават. Ама што ти остави здравите, која не бивају од ништо. Тоа е. Има нешто, докторите знаат, па за тоа ги ништат сите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека случајот во Соколарци не е единствен. Од почетокот на годината досега се регистрирани 10 жаришта на овча сипаница кај овци и кози, а болеста зафатила фарми со вкупно 1491 животно. Вкупната бројка на убиени и нештетно отстранети овци и кози од фарми во одгледувалишта во општините Куманово, Делчево и Свети Николе, каде болеста е потврдена, заклучно со вчерашниот ден изнесува 1125 грла, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку првото жариште каде што се појави оваа болест кај овци и кози е регистрирано во Кумановскиот регион, а од пред неколку дена и во општината Чешиново-Облешево.